Редовен термин за најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно ќе погледнете веднаш по настаните. Останете со нас. Не стивнуваат пожарите во општина Чашка. Екипите на територијалната противпожарна единица секојдневно на терен. Општина Велес објави јавен повик за продажба на плацеви за градба на езеро Младост. Временските неприлики направија дефицит на житните култури, ќе увезували Македонија годинава пченица и јачмен. Се уште не стивнуваат пожарите во околината на Чашка. Според информациите од територијалната противпожарна единица Велес, екипи се уште се на терен и се обидуваат да ги локализираат пожарите. Во гаснењето на огнените јазици ангажирани се и екипи на шумското стопанство Бабуна. Големите пожари предизвикаа и проблеми со напојувањето на електричната енергија. Се уште беснеат пожарите во околината на село Дреново и Богомила. На терен се представници од шумското стопанство Бабуна и се обидуваат да ги локализираат. Од Ева на Македонија информираат дека поради големите пожари, сите корисници на општина Чашка ќе останат без напојување на електрична енергија по долг период. Екипите на Ева на Македонија се на терен и работат на санирање на 11 изгорени столбови и опрема кои се зафатени од огнената стихија и помагаат во гасењето на пожарот. Дел од пожарите на територијата на општина Велес и Чашка се локализирани. Од територијалната противпожарна единица Велес информираат дека пожарот кој ги зафатил падините на Горна Јакупица е веќе изгаснат. Во пожарот била зафатена површина прекриена со суви дрва. Во гасењето ангажирани беа и вработените во шумското стопанство Бабуна Велес. На подрачјето помеѓу селата Раштани и Бузалково исто така е локализиран пожарот, кој бил раширен во 3 правци и тоа кон село Раштани, Сливники и Клуковец. Носење лесна, светла облека, пиење незасладени течности и вода најмалку 2 литри на ден, консумирање повеќе овошје, зеленчук и свежа храна, намален интензитет на физичка активност. Ова се основните препораки за граѓаните во услови на енормно високи температури и така наречената портокалова фаза што ја зафати Македонија. И викендов температурите над 40 степен. Територијата на целата држава зафатена е од портокалова фаза со температури над 40 степен. Министерството за труд и социјална политика препорачува одработни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст, додека останатите при појава на било каков проблем веднаш да се јават на лекар. Според препораките, работодавците треба да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. На вработените треба да им се обезбеди одмор под сенка и доволно течности на секои 2 часа. Се препорачува да не се одржуваат спортски активности во овој период од денот, а децата во градинките да не се изнесуваат на отворено и да не практикуваат физичка активност. Од страна на Министерството за труд и социјална политика, во наредните денови ќе спроведат интензивни активности за згрижување на бездомните лица, да се избегнува излегување на отворено во периодот од 11 до 17 часот за сите граѓани, а хронично болните редовно да ја земаат терапијата, се вели во препораките. Општина Велес објави повик за јавна продажба на парцели за изградба на викенд куќи и индустријски капацитети. Езеро Младост полека добива изглед на елитна викенд населба. Според градоначалникот Чадиев, поради одличната местоположба, интересот кај граѓаните е се поголем. Она што е значено е дека постои интерес и за парцелата наменета за лесна незагадувачка индустрија.
Распишувањето на локалните избори можно е да го забави процесот на продажба на парцели на езерото Младост. Минатата недела општина Велес објави повик за јавна продажба на 11 парцели. 9 за индивидуална градба на викенд куќи, 1 за хотел и 1 парцела наменета за изградба на индустријски капацитет. Јавното надавање ќе се одржи според планираното, но соопштувањето на информациите околу тоа кои парцели се продадени по која цена и кои се идните собственици, според градоначалникот Чадиев, ќе биде веднаш по завршување на локалните избори, кои се очекува да бидат на 15 октомври. Да заврши целокупната постапка, ви почекале малкуцка. Сакам уште еднаш да заврши целокупно се, да не брзаме моментов со објавите со оглед на тоа дека нели постапката би се продолжила во моментов доколку се распишат изборите во наредниот период. Ние сме иако регуларно го објавиле пред распишувањето на локалните избори, за да можеме да дефинираме да се заврши надавањето, да кажеме кој е оној што ќе работи таму. Според неофицијалните информации, оваа јавна објава за продажба на парцели за изградба на викенд куќи на најпознатото излетничко место во регионов ќе биде успешна. Интерес постои за парцелата наменета за лесна незагадувачка индустрија, но засега не се откриваат детали. Слабите приноси, а уште послабиот квалитет се проблемите со кои годинава се соочуваат земјоделците. Несоодветните временски услови се причина за дефицит кај житните култури, особено на јачменот и пченицата. Експертите велат дека поради ваквата ситуација, голема е веројатноста Македонија годинава да биде 100% увозно зависна. Ке увезува ли Македонија годинава пченица и јачмен? Ова е прашањето кое се наметнува по завршувањето на жетвата со оглед на тоа дека и квалитетот и приносот се слаби. Иако откупот е започнат, се уште нема договорена цена. Земјоделците незадоволни од приносот, но сепак очекуваат и тоа малку да биде платено. Засега откупната цена се движи од 7 до 9 денари за јачменот во зависност од квалитетот и околу 10 денари за пченицата. Од Агенцијата за поттик и развој на земјоделието велат дека доколку земјоделците не посеат годинава, Македонија може да биде 100% зависно увозна. Македонија секако е увозно зависна на пченица и на јачмен нормално. Ако не посеат сега ова година, тогаш 100% ќе бидеме увозно зависни. И многу средства ќе се одлива настрана, значи за да купиме мелничарската индустрија, сточарската индустрија, сточарите да купат од страна донесат пченица и јачмен. Според податоците, во Македонија засејани се 76.400 хектари пченица, од кои се очекува производство од 170.000 до 190.000 тони. Во земјава има 63 регистрирани откупувачи. Според информациите, состојбата со приносите од пченица и јачмен во секој регион е различна. Првичните информации од терен говорат дека најниски приноси има во североисточниот регион, односно од 1000 до 1500 килограми по хектар. Со изготвување на еколошката карта за Тиквешкиот регион, еколозите сметаат дека ќе се овозможи идентификација, квалитетна анализа и валоризација на биолошката разновидност во регионот, што ќе придонесе до подобро нејзино зачувување и одржливо користење. Мартина Митков има повеќе на оваа тема. Одржливиот туризам тешко може да се развива без зачувана природа, а природата најдобро се чува во заштитените подрачја. Поточно ќе имаме одржлив туризам доколку имаме заштитено подрачје. Република Македонија е посветена на зачувување и одржлива употреба на нејзините природни ресурси преку назначување на многу заштитените подрачја. Овде јасна е намерата за изготвување на еколошка карта за Тиквешкиот регион, за која што еколозите сметаат дека благодетите од истата би биле од огромна корист. Благодетите од нејзиното конструирање би биле само позитивни, нема да има негативни. Еднаш му ја дадовме таа идеја на Вардарски плански регион, не знам, заедно на состанок со општина Кавадарци, не знам колку тие успеа да го перципираат и да ја обработат самата тематика, но ние заедно со нашите партнери од Велес Вила Зора сме спремни да изработиме таа еколошка карта, затоа што имаме работено таков сличен проект и бевме на лице место, ги посетивме сите тие природни еколошки убавини,
Со човечки ресурси располагаме соодветни за опис, за мапирање на тие убавини. Со изработка на еколошката карта ќе се овозможи идентификација, квалитативна анализа и валоризација на биолошката разновидност во регионот, што ќе придонесе до подобро нејзино зачувување и одржливо користење. Таа еколошка карта може да придонесе за развој на руралните средини, за развој на екотуризмот, така би ја промовирале тиквешијата и самиот регион преку таа карта. Еколошката карта ќе придонесе да се согледаат моменталната состојба од областа на туризмот во Тиквешкиот регион, на база на кои ќе се предложат насоки за иден 10-годишен одржлив развој на туризмот. Хронопроизводите се почесто се наоѓаат на полиците како производи што би требало да ги привлечат купувачите заинтересирани за здрава исхрана. Основната идеја за режим на исхрана по одредено време потекнала од францускиот лекар Ален Делабоса, кој го има регистрирано својот програм во 1986 година. Овој програм претрпел бројни промени во светот, а нашиот центар работи по програма прилагоден од доктор Ана Грифин од Белград. Хроноисхраната е широко прифатена и од македонците, но што за ова велат нутриционистите во продолжение од прилогот на колешката Ања Василева. Хроноисхрана е диетата која го освои светот. Постојано расте бројот на луѓе кои што ја применуваат оваа исхрана најмногу заради брзите резултати, односно посакувано слабење. Хронодиетата стана светски популарна најмногу заради незиното основно правило – јадеш колку сакаш. Нема броење на калории и нема изгладнување. Ваквиот начин на исхрана потврдува дека не е важно само што јадеш, туку и кога јадеш. На што велат нутриционистите за овој начин на исхрана? Тања Турунџиева вели дека човечкиот организам треба да функционира со сите основни елементи кои што се потребни: внес на свежо овошје и зеленчук, протеини и јаглехидрати. Но со оглед на фактот дека во хроноисхраната нема внес на природни шеќери што ги има во овошјето, Турунџиева не ја препорачува хроноисхраната. Мораме во исхраната да имаме внес на овошја, бидејќи нашиот организам и нашите клетки се хранат со шеќери, меѓутоа прашање е какви шеќери ќе внесуваме во организмот, бидејќи добро разбираме дека имаме три типа на видови на шеќери, значи имаме моносахариди, дисахариди, полисахариди. Прашање е до кога нашиот организам ќе функционира за да не дојде до несакани последици, колапси на хипогликемија, односно на пат на шеќерот, кој што може да биде многу опасен. Разноврсна, колоритна и помалку термички обработена храна, но и многу течности. Тоа е вистинскиот чекор за секој кој што сака здрав живот, потенцира Турунџиева. Промената треба да направат за цел живот. Да, метода на симнување ќе се симнат, меѓутоа ако повторно почнеме хедонистички да се однесуваме, пак ќе си ги вратиме килограмите. Значи мораме да имаме еден соодветен пристап кон храната, да имаме култура кон хранењето, да имаме начин и стил на живење, да храната не биде наша обсесивност, туку едноставно да биде нити па нешто што прекомерно ќе внесуваме со се она што е штетно или што е забрането, туку најважно е едноставно да внесуваме се што му е индивидуален пристап на се она што му е потребно на нашиот организам. А ние функционираме како метаболизам и како организам со добар имунолошки систем, со внес на сите 5 основни елементи кои што ги набројав претходно и внес задолжително на течности на организмот. Едноставно ги забораваме течностите да ги пиеме. Апелот на нутриционистите останува на тоа дека само со здрава и урамнотежена исхрана може да се допринесе до ефикасно губење на вишокот на килограми без последици по човековото здравје. Владата не може да се справи со пожарите, обвинуваат од ВМРО ДПМН. Владата на Заев веќе неколку денови не може да изгаси нормални летни пожари. Пожари беснеат во Зрновци, Ѓорче Петров, Сара и Матка, а владата на Заев ги игнорира и со прст не мрднува. Поради неажурноста и ненавремена интервенција, пожарите прераснаа во вистинска опасност за жителите на Поричито. Заев и СДС не смеат да дозволат да бидат волку неодговорни. Народот ги повикува на помош, а тие не
имаат совест да помогнат, стои во соопштението на ВМРО ДПМН. Продолжуваме со вести од Македонија. Двојазичност на униформите на полицијата, пожарникарите и здравствените работници во општините со најмалку 20% албанци е новиот предлог закон за употреба на албанскиот јазик кој вчера поминал на седницата на владата. Меѓу другото, во одобрената верзија се предвидува униформите на полицијата, пожарникарите, во здравството во Скопје и во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик, различен од македонскиот јазик, се напишани на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо. За двојазичност на униформите на армијата ќе се бара мислење од Венецијанската комисија. Исто така законот предвидува парите и поштенските маркички да содржат символи значени за македонците и за албанците. Книжните и кованите пари како и поштенските марки ќе содржат символи што го представуваат културното наследство на граѓаните што го зборуваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо. Државната изборна комисија е подготвена за локалните избори. На вчерашната 124-та седница беа усвоени приречниците за едукација на општинските изборни комисии и избирачките одбори. Според соопштението на ДИК, до сега ова се најдобрите подготвени приречници и наведуваат дека се целосно подготвени за спроведување на локалните избори, кои се предвидуваат во октомври оваа година. Државната изборна комисија го разгледала и усвоила проектот за проверка и проценка на пристапноста на избирачките места за лица со посебни потреби на територијата на Република Македонија, која е и прв проект од ваков тип кој ќе се реализира. Меѓу другото биле усвоени извештаите од спроведената функционална анализа во ДИК, извештајот за институционалната проценка на подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, предлог правилникот за внатрешна организација и делокруг на работата на стручната служба на ДИК, како и предлог правилникот за систематизација на работните места во стручната служба на Државната изборна комисија. Филипинскиот претседател Родриго Дутерте подпиша закон со кој се овозможува бесплатно студирање на сите државни универзитети, иако неговите економски советници го предупредија дека таквиот потек би можел да ја чини државата околу 2 милиарди долари годишно. Дутерте верува дека долгорочната добивка од таа мерка ќе ги надмине краткорочните буџетски предизвици. Филипини имаат 114 државни универзитети и коледжи, а економските советници го предупредиле Дутерте дека корист од оваа мерка ќе имаат главно ситуираните студенти. Продолжуваме со вести од светот. Стейт Департментот соопшти дека Соединетите Американски држави сепак ќе учествуваат во меѓународните преговори за климатските промени и покрај планираното повлекување од Парискиот договор за климата. САД ќе продолжат да учествуваат во меѓународните преговори и состаноците посветени на климатските промени, со цел да ги заштитат американските интереси и да обезбедат сите опции во идната политика да останат отворени за американската администрација, се наведува во соопштението. Таквото учество вклучува и актуелни преговори поврзани со примената на Парискиот договор, додаваат од Стейт Департментот. Вашингтон ќе учествува на следната годишна конференција на Обединетите нации околу прашањата поврзани со климата во ноември во германскиот град Бон. Поостри санкции за Северна Кореја да изгласа Советот за безбедност на Обединетите нации бараат Соединетите Американски држави поради два теста на интерконтинентални балистички ракети кои таа држава ги изврши во јули, јавуваат западните медиуми, повикувајќи се на неименувани дипломати. Наведено е дека САД подготвуваат нацрт резолуција која се очекува да биде доставена на 15 држави членки на Советот за безбедност на Обединетите нации. Според дипломатите, најверојатно постои договор со Кина за наметнување нови санкции. Во изминатите 30 дена, Соединетите Американски држави и Кина преговарале за нацрт резолуција.
Денеска имаме сончево и многу топло време со слаб ветер од променлив правец. УВ индексот има вредност 9. Утринската температура се движеше во интервал од 10 до 20 степени, а дневната од 33 до 42 степени. До четврток, подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на стабилна и многу топла воздушна маса, што ќе услови да продолжи периодот на претежно сончево, многу топло и суво време. Во поголем дел од земјава максималната температура ќе достигнува на 35 степени, а на места вдолж поврдарието ќе надминува 40 степени. Најтопло се очекува да биде за време на викендот, а од понеделник во попладневните часови ќе има појава на умерена локална облачност. УВ индексот и понатаму ќе има вредност 9. Со метеоинформациите го заокружуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.